Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате седмиот дел од книгата Нашето учење, напишана од страна на Хазрети Мирза Гулам Ахмад во 1902 година. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمان. Патот на постигнувањето на чистотата е молитва пренесена во вистинска понизност. Најважно прашање е како можете да ги најдете овие благослови. На ова прашање самиот Бог дал одговор. Он вели, тоест бара помош од Бога со салат, намаз и сабур, трпение. Што е салат? Тоа е молитва упатена на Бога во вистинска понизност и потполна свест за неговата чистота, дека Он и неговата возвишеност единствено се вредни за пофалба. И оваа молитва упатена со истигфар, барање прошка и со дарут, со салавати на Мухамед салаллаху алейхи веселем, е онаа што и човекот кога плаче треба да го моли Бога. Затоа, кога ќе станете поради намаз, немојте како неупатените луѓе да се ограничите само на пропишаниот арапски текст, бидејќи намазите и истигфарите кај многу луѓе се само надворешно, без вистинитост во нив. Кога поклонувате намаз, освен Куранот, кој е Божиот збор, и освен молитвите, довите, кои се зборови на чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем, останатите молитви, дови, можете да ги изговарате на својот јазик, бидејќи тоа ќе остави траен резултат во вашиот ум. Во молитвата се наоѓа лекот за страдањата кои доаѓаат. Не знаете што утрешниот ден подготвил за вас, затоа, пред да зазори, секој пат молете се денот за вас да биде ден на благослов и мир. О, вие богати и имотни! О, вие кои сте богати, кои сте кралеви или богаташи! Малкумина меѓу вас се оние кои се плашат од Бога и кои остануваат искрени и истрајни на сите негови патишта. Повеќето се такви што своите срца ги врзале за богатствата на овој свет, трошејќи го сиот свој живот, зафатени со тоа, не размислувајќи воопшто за смртта. Секој богат човек кој не поклонува намаз и на кој не му е гајле за Бога, на својата глава ќе ги има гревовите на сите своји работници, слуги и така натаму. Секој богат човек, човек кој пие, на својата глава ќе го има гревот на сите оние кои му се подчинети, кои пијат со него. О, вие мудри, овој свет нема да трае за секогаш. Воздржете се и бидете трезвени. Напуштете ја секоја неумереност. Напуштете ги сите опојни средства. Виното и пивото, вискито и сите други на нив слични средства не се само штетни пијалоци. Опиумот, гања, чарос, пханг, тарее и сите останати опојни средства, чија употреба кај вас ќе предизвика навика, сите имаат убиствено делување на мозокот и на крајот се покажуваат смртоносни. Треба да се чувате од ваквите нешта. Всушност, ние воопшто не можеме да разбереме како и зошто ги користите овие нешта, кои секоја година уништуваат и убиваат илјадници луѓе. Од алкохолот пострадале многу луѓе во Европа. Причината што Иса пиел алкохол е можеби поради тоа што имал некоја болест или имал некоја стара навика. О, муслимани, вашиот пратеник бил чист и невин од сите видови на опојни средства. Кого вие тогаш го следите ако себе се нарекувате муслимани? Куранот не дава дозвола за алкохолот како Инџил. Од кои документи вие сметате дека алкохолот е халал, дозволен? Дали нема да умрете, а казната на другиот свет е посебна? Станете богобојазливи, за да живеете подолго и да бидете благословени од Бога. Животот во претеран луксус е проклет живот, а лошото однесување без сочувство кон другите луѓе исто така проклет живот.
Кога човекот ќе ја помине границата во немарот кон Бога и во немарот кон помошта на луѓето, тоа исто така е проклет живот. يا ربي صل على نبيك دائما في هذه Секој богат човек во иста мера е одговорен за примерното исполнување на своите обврски кон својот Создател и ближните, како и сиромашниот човек. Всушност, богатиот човек е повеќе одговорен од нив. Како навистина е несреќен човекот кој зависи само од овој краток живот и го сврти лицето од Бога, кои со таква бестрашност користат забранети нешта, како тие за него да се дозволени, кои кога се лутни ги навредуваат луѓето како лудаци, некои ги рануваат, а некои дури и ги убиваат, и кои во потрага за своите страсти стигаат до крајот на бесрамот. Ваквите никогаш до смртта нема да ја запознаат вистинската радост. Мил мој народе, вие на овој свет дојдовте само за неколку дена, од кои повеќето поминаа. Немојте вашиот Господар да биде лутен, дури и световната власт која е помоќна, ако се лутни на вас, може да ви уништи. Затоа размислете како можете да се спасите од Божјата лутина. Никој не може да ви уништи ако во очите на Господарот бидете сметани за богобојазливи. Он самиот ќе ве заштити и никаков непријател жеден за вашата крв нема да биде во состојба да има моќ над вас. Во спротивното, вашиот живот нема никаков заштитник и ќе мора да живеете во постојан страв од непријателот, во нелагодност и немир, полни со зли предчувства, а последните денови од вашиот живот ќе поминат со тага и лутина во вашите мисли. Само Бог е засолниште на луѓето кои се со Него. Затоа придете му на својот Господар и напуштете ги сите видови на спротиставување кон Него. Никогаш не бидете мрзеливи во исполнувањето на обврските кои Он ги одредил за вас. Никогаш не ги угнетувајте неговите суштества, било со раци или зборови, и бидете секогаш во страф од Божиот бес, бидејќи во тоа се наоѓа патот на спасението. يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل О учени луѓе на Исламот, о учени луѓе меѓу муслиманите, не брзајте да ме отфрлите како невистинит. Постојат многу длабоки тајни, кои човекот не може да ги разбере на брзина и наеднаш. Не отфрлувајте ги нештата во моментот кога ќе ги слушнете, бидејќи тоа не е постапка на богобојазливиот човек, да не постоеле грешки меѓу вас и одредени хадиси, да не ги толкувавте на спротивен начин од нивната смисла, тогаш доаѓањето на Месијата, како судија меѓу вас, би била бесмислена работа. За оваа работа, за која според вашето верување, Иса ќе се симне од небото и заедно со Махди ќе војува, за луѓето на сила да ги преведе во Исламот, е такво верување кое е срамно за Исламот. Каде воопшто во Куранот е напишено дека војната е одобрена во името на ширење на верата со сила? Напротив, ги наоѓаме Аллаховите зборови во чесната книга: нема присила во верата. Тогаш од каде синот на Мејрем ќе го присвои правото да ја користи силата за преобратувањето на луѓето во Исламот? Целиот Куран е полн со изреки во кои се кажува дека не може да постои присила во верата. И сосема е јасно гледиштето дека кога честниот пратеник војувал, тој не го правил тоа за да го шири Исламот, туку како соодветна казна за оние кои убиле голем број муслимани и многумина од нив ги истерале од нивните домови и направиле многу насилство. Во честната книга читаме: дадено е одобрување за борба на оние кои се борат поради тоа што биле угнетувани, а Аллах навистина ја има моќта да им помогне, наспроти надмоќта против нив. Или овие војни биле одбрамбени, водени против луѓето кои напаѓале за да го уништат Исламот и сосила го забранувале Исламот, и поради заштитата на слободата на верата, или се воделе за одбрана на стекнатата слобода. Освен походите превземени за остварување на овие три цели,
Честниот пратеник и неговите благословени халифи не воделе никакви други војни. Исламот ги толерирал многуте такви грубости од другите нации и таков пример не може да се најде кај другите народи. Слично на тоа, на големците кои ги наследувале фотејлите на своите ближни, на истиот начин некои водачи на своите секти и пирови на оваа земја толку далеку се откинале од исламот, зафатени и ден и ноќ со своите погубни новотарии, што воопшто не знаат за тешките времења низ кои поминува исламот. Ако присуствувате на нивните собири, наместо над Куранот и хадисите, ќе ги најдете свиткани над музичките инструменти кои впечатливо се лулаат. Но и покрај сето ова, тие понатаму тврдат дека се верски водачи и следбеници на честниот пратеник. Некои од нив се облекуваат како жени и носат украси и накид како жени. Наместо честниот Куран, тие на своите собери читаат некакви стихови. Тие се таква раѓа за исламот и јас мислам дека тоа нема да престане, но иншалах, Бог ќе ја покаже својата моќ и он ќе биде помош на исламот. Секој може да тврди дека го сака Бога, но Бога вистински го сака само оној чија љубов е подкрепена со небеското сведоштво. Секој тврди, мојата вера е вистинска, но вистинската вера е само на оној кој ја имал светлоста, нур, на овој свет. И секој кажува дека ќе го добие спасението, но само е оправдан оној кој во оваа тврдење може да ја види светлоста за спасот уште на овој свет. Затоа, трудете се да му бидете милни на Аллах, да бидете спасени од секоја несреќа. Драги мои народе, ова е време за служење на патот на верата. Мил мој народе, ова е време за служењето на верата и на целите на верата. Разберете ја вредноста на оваа време, кој никогаш повторно нема да дојде. Зошто ја губите храброста како следбеници на така голем и возвишен пратеник? Покажете таков пример, за да и мелеките бидат восхитени со вашата искреност и вистински да се молат за вас. Прифатете ја единствената смрт за да добиете живот. И вие, својот невс, своето его, испразнете го од страста и гневот за Бог да се симне во вашето срце. Од една страна пресечете ги односите, а од друга страна направете го совршениот однос. Бог ќе ви помогне. Со ова јас завршувам и го молам Бога оваа мое учење да биде корисно за вас, правејќи ја промената во вашите срца, да станете звезди на оваа земја, и оваа земја да се осветли со овој нур, светлина, која ќе ја добиете од својот Господар. Амин. Повторно амин. Автор Хазрети Мирза Гулам Ахмад, алейхим селам имам Мехди и ветениот Месија. Објаснување на некои изрази. Баијат, заклетва на верност и послушност која ја даваат учениците на својот духовен учител. Дословното значење е продавање на себе си. Бидат, новотарија. Бурос, одраз или изглед, доблеста на една личност во другата, вистински углед. Гајња, черас, бханг, тарее. Индиски називи на некои опојни средства кои вообичаено се користат. Хадис, она што другарите известувале за тоа што честниот пратеник правел или зборувал. Името е користено како заеднички назив за различните збирки на извештаи од овој вид. На англиски често се нарекува традиција, бидејќи овие извештаи долго време биле усно пренесувани од човек до човек. Множина гласи хадиси. Хадж, аджилак, ходочастие во Мека. Посета на Мека поради извршување на посебни обреди во одредено време и на посебен начин. Имам, водачот на збирниот намаз. Истикфар, барање на опрост за гревовите. Катамал ал-Енбија, печат на пратеништвото, титула на честниот пратеник.
Катаман ал-Кхулафа, печат на Кхулафа, тоест најсовршениот меѓу наследниците на чесниот пратеник. Мухадитих, учениот во науката за хадисите. Мукаламат, мукхатабат, објавени примени од Бога како директен говор. Мухамедијат, состојба на припаѓањето или обседнатост со чесниот пратеник Мухамед салјаллаху алейхи веселем. Кавали, собир кој пее химни. Кијаметски ден, оживување или на некоја голема или величествена промена која ќе се случи во одредено време. Исто така се користи за судниот ден. Рекат, делови на исламската молитва, намаз. Секој дел е како една целина која содржи кијам, руку и сеџду. Сахих Бухари, најверодостојни хадиси. Шеријат, исламски закон кој ги содржи вкупните верски и световни аспекти на животот. Садик, шехид, салих, термини користени во чесниот Куран, кои означуваат 3 постојани ранга во духовното достигнување. Салих е првиот степен на духовен дострел, а садик е последниот и тој е веднаш под рангот на пратеникот. Суннет, праксата на чесниот пратеник. Сура Фатиха, почетното поглавие на чесниот Куран, кој ја опфаќа најсодржајната молитва. Таква, низ животот минува да се согрижа, тоест богобојазливост или исправност. Зекат, пропишан прилог или придонес на имот во согласност со утвртената одредба, која ќе биде потрошен за добробит на сиромашните. Ова е еден од темелите на исламот. Услови на бајјатот, пристапот во Ахмадија движењето во исламот, од Хазрети Мирза Гулам Ахмад од Кадијана, ветениот Месија и Махдија алейхи селам. Оној кој пристапува треба цврсто да вети дека ќе се воздржи од ширк, припишување на било кој бог, се до својата смрт. Дека ќе се чува од лаги, разврат, лакомост, злоупотреба на очите, расипаност, неумереност, грубост, неискреност, нечестност, безредие и побуна, и дека нема да си дозволи да биде одведен од чувствата колку и да се силни. Дека редовно ќе ги извршува 5 дневни намази во согласност со Божите наредби и наредбите на чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, и дека ќе настојува што поредовно да извршува тахаджуд, доброволна молитва пред зората, и дека ќе ги повикува благословите на чесниот пратеник, и дека ќе ја направи секојдневна навиката за барање опрос на своите гревови, дека ќе ги помни Божите дарежливости и награди и ќе ги фали и велича. Дека под нагонот на било какви чувства нема да предизвика било каква повреда на Аллаховите суштества воопшто, а посебно не на муслиманите, било со јазикот или рацете, или на било кој друг начин. Дека секогаш ќе му остане верен на Бога во сите околности на животот, во болка и среќа, несреќа и напредок, во успех и искушенија, и дека во сите околности ќе остане помирен со судбината и Аллаховата одредба, и дека ќе биде подготвен да се соочи со сите понижувања и страдање на неговиот пат, и дека никогаш нема да се заврти од него во налетот на било каква несреќа, туку напротив ќе чекори напред, дека ќе се воздржи од следењето на неисламските обичаи, страстни наклонетости, и дека потполно ќе му се покори на чесниот Куран, и дека зборот Божи и изреките на чесниот пратеник ќе ги земе на водечки принципи во својата животна прилика, дека потполно ќе ја напушти гордоста и испразноста и самодопаѓањето, и дека сиот живот ќе го помине во скромност, понизност, ведрина, трпеливост и кроткост. Дека ќе ја држи верата, честа на верата и исламскиот пат, помил о својот живот, имотот, честа, децата и се останато. Дека ќе се стави во служба на Божите суштества, само во името на Него, и дека ќе настојува да биде од користа на луѓето колку што Бог му подарил способноста. Дека ќе влезе во братството со овој понизен Божи слуга, заколнувајќи се на послушност кон мене во своето добро, во името на Аллах, и дека на тоа ќе му остане верен до својата смрт, дека ќе примени таква преданост
во одржувањето на ваквата врска, каква што не може да се најде ниту во еден друг светски однос и поврзаност, сродство, барајки предана, верна, одана послушност. Нашето учење е скратена верзија од книгата Кишти Енух, Нуховата лагја, која на урду јазик ја напишал Хазрети Мирза Гулам Ахмад од Кадијана, Индија. Книгата во целосно издание била објавена 1902 година. Нашето учење пред се им било упатено на членовите на заедницата за нивно морално и духовно образование, но нејзината содржина е толку духовно вдахновена, што секоја душа која бара духовно воздигнување може да има корист од неа. Нејзиниот автор е ветениот реформатор на оваа доба и неговата мисија била да ги оживее изворните и неискривените учења на исламот, какви што се искажени во честниот Куран и како што се објаснети од честниот пратеник салаллаху алейхи веселем во хадисите. Оттаму книгата не содржи ништо друго, освен сршта на учењата од овие два извора. Книгата имала многу изданија, не само на урду и англискиот, туку и на многу други јазици. Ова е последниот дел и книгата Нашето учење е завршена. يا حبي إنك قد دخلت محبة يا حبي إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومدارك وجناني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني جسمي يطير إليك من شوق على جسمي يطير إليك من شوق على يا ليتك نت قوة الطيران يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني